Отвараме една тема, всушност, с која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Темата е многу важна за нашето општество и од тие причини и побуди се спроведува една кампања од страна на UNDP. Всушност и онлайн насилството остава лузни. Како би го дефинирале онлайн насилството и што спаѓа во оваа група, кои средства се користат? Тоа се средства за комуникацијска технологија, мобилни, паметни телефони, нели? Да, интернет платформите за социјално вмрежување или е-поштата. А на кој начин да се препознаат жртвите и како да се препознае онлайн насилство? Ке зборуваме токму на оваа тема во продолжение. Од мојата десна страна Емили Јовановиќ Локвенец. Добро утро, таа е специјалистка за дигитализација и информатичка технологија од UNDP. И до неа е Кристина Плечич, таа е специјалистка за родова еднаквост во UNDP. Добро утро. Добро утро. Добро утро, фала на поканата. Она што може да го започнеме како прашање вовед во темата, иако кога на толку кампања, на толку зборување, кога ќе се спомене насилство, веќе е јасно за што станува збор, но толку во ова динамично секојдневие сме зависни од комуникацијата преку телефоните, веќе ги земам првите, телефоните како средство, што веќе можеби и тој дел не се прецепира исто. Па каков тип на насилство е онлайн насилството? Така, да, тоа што го споменавте е многу важно, дека практично ние сега стануваме зависни од некои уреди и практично нашиот живот од реалниот свет многу се пренесува во виртуелниот, така кажано условно, што значи дека големиот дел од комуникацијата која што спроведуваме ја правиме сега преку некои комуникацијски уреди. И следствено на тоа секако дека секој чин кој што е направен со кого што е направено штета врз одредено лице преку користење на било каков информацијски комуникацијски уред или било каков дигитален уред и во последно време и со користење на вештачката интелигенција, и со кого се нанесува штета од било каков тип сексуална, физичка, економска, психолошко штета или било какво нарушување на правата и на слободите на одредено лице, сметаме дека е онлайн насилство или исто така се користат многу други термини, како сајбер насилство, насилство на интернет или нешто што е, да речеме, прифатено сега на меѓународно ниво, технолошки овозможено насилство или технолошки овозможено родово базирано насилство. Сега, зошто родово базирано насилство, ако сакате малку и околу тоа, бидејќи ние ставаме фокус на тоа преку нашиот проект. Родово базирано насилство подразбира дека секогаш кога ваков тип на насилство е насочено према одредено лице заради неговиот род, пол, неговата сексуалност или сексуална ориентација, тоаш велиме дека станува збор за родово базирано насилство. Меѓутоа, тука клучно е да се каже дека зборуваме за тоа затоа што многу често жените и девојчињата се јавуваат како најголеми жртви на овој тип на насилство. И тоа го покажуваат и статистиките, и заради тоа ние ставаме фокус на оваа категорија. Добро, со оглед на тоа дека одредена организација, без разлика која е таа, дали е некоја на најдолните маргини или некоја на највисоките, како Обединетите нации, доаѓа до идеја, односно почувствува дека има потреба да се обработи некоја тема, тоа значи дека бројките се сериозни. Па како дојдовте до тоа да се обработува оваа тема за овој тип на насилство? Што е предноста на една организација како UNDP? Ние сме програма за развој на Обединетите нации, меѓутоа убавината е во тоа што имаме можност да пресликаме искуства од секаде во светот. Тоа значи дека има земји кои што во определени области или определени теми успеале да ги обработуваат пред нас, па можеме нивните искуства да ги пресликаме. Во овој случај, за овој проект, ние ги пресликавме искуствата од Република Кореја. Имавме среќа Република Кореја и Министерството за надворешни работи на Кореја, заедно и со Корејската агенција за полиција, да бидат во суштина нашите партнери во имплементацијата на проектните активности. Морам да кажам дека Кореја има успех во
детектирањето на сторителите на овој тип на кривични дела многу рано. Уште, да речем, во 2016 година имаат веќе случаи каде што се откриени сторителите и се казнети. Меѓутоа, она што мене лично, а и веројатно секој кој што ќе го слушне овој податок му остава впечаток, е фактот дека они успеале да направат промена во легислативата. Тоа значи дека ако, например, во 2019 година казната била највисоката казна изречена за ваков тип на насилство и злосторство 3 години и 6 месеци, веќе во 2020 е меѓу 30 и 40 години затвор. Само да дефинираме дека Република Кореја е Јужна Кореја практично, за меѓутоа Република Кореја. Така, бидејќи во Северна Кореја има некои други легислативи каде што и нема интернет. Апсолутно. Значи овдека зборуваме за дигитална трансформација, меѓутоа тоа подразбира и имплементација на технологија, интернет, различни мрежи, меѓутоа и користење на секако социјалните мрежи, каде што сите ние сме експонирани. Во контекст на тоа, повеќе од 60% од жените во земјава барем еднаш се соочила со онлайн насилство. Една од 10 жени се соочува со злоупотреба на интернет секој ден. На вистина, особено ова за кај нас, се високи бројки, па и целта веројатно и оттаму да работите токму на оваа кампања и онлайн насилството остава лузни, да се подигне свест. Апсолутно, во право сте. Значи, ние направивме сеопфатна анализа на легислативата, која што де факто треба да се промени. Меѓутоа, таргет група не се само потенцијалните жртви. Да, велите дека тоа се статистики кои што се што не треба да се занемарат. Не треба да се занемарат. Меѓутоа, да, ние велиме во возрастната група меѓу 18 и 31 година се тие околу 55% од интервјуираните имале некакво искуство со ваков тип на насилство. Значи, дигитално насилство е сегде присутно, меѓутоа, констатираме дека има и голем број на жртви кои што не го пријавиле овој тип на насилство, па возрастната категорија е од 12 години. За жал, тоа често се случува кај нас. Апсолутно во право. Да, тоа може да се препише или на неинформираност за тоа каде треба да пријават, или пак недоверба на институциите. Всушност, нашата анкета која што спроведовме преку Facebook и Instagram покажа дека голем процент, 79 од жените, не се охрабруваат, не го пријавуваат насилството. И впрочем, исто така нашата анкета ги потврди овие глобални и регионални истражувања кои што се направени, каде практично една од 10 жени секојдневно трпи некаков вид на онлайн насилство. Во однос на типот, најчесто тоа е сексуално вознемирување, онлайн следење или говор на омраза. Добро, зборувате за истражување, зборувате за анализа. Споменавте од 12 до 30 години. Има ли некои други профили на потенцијалните и на жртвите кои што се веќе евидентирани? Кој е најчесто жртва на ваквото онлайн насилство? Покрај жените, статистиката покажува дека исто така многу често се жртви кои што се од друга сексуална ориентација, припадници на LGBTI. Заедницата се исто така многу често жртви на овој тип на насилство. Се јавуваат и мажите, меѓутоа тоа е во многу понизок процент во однос на жените и другиве категории, така што со сигурност, како што кажав, повеќе статистики го потврдуваат ова, дека се секоја жените, девојчињата и како што споменам Емили, најчесто тоа се жени од 18 до 24 години, многу поретко од жените над 65 годишна возраст, тоа е логично затоа што младите многу повеќе користат социјални мрежи, а социјалните мрежи се јавуваат како најчест канал на начинот на експресија на социјалните мрежи, дали тоа е причината, дали некои содржини кои што се пласираат се цел на ова насилство, или тоа е само рандом, чисто се бираат жртвите како... Ние би сакале да со оваа кампања напротив да подигнеме свеста дека не е секогаш жртвата виновна за тоа што и се случило. Не е тоа дека жртвата свесно споделила некакви, нормално има и такви случаи, меѓутоа се случува во оваков тип на насилство. Многу битно да се земат и двете страни впред. Апсолутно, затоа со оваа кампања сакаме тоа во суштина да го акцентираме. Дека да, потребно е ние сите да се заштитиме во онлайн просторот каде што се презентираме,
потребно е да не ги нашите лични податоци, што е можно помалку да ги ставаме онлайн и да бидат достапни за секого, да знаеме со кого разменуваме каков тип на комуникација, меѓутоа битно е и тоа да се знае дека се случуваат несакани жртви кои што воопшто не направиле лично никаква грешка во комуникацијата во онлайн просторот, па тоа е и дел од нашата кампања и видеото кое што го имаме Добро, спремено. дури да се случи грешка, никој нема право да вознемирува, нели? Не, сега како зборувате, Емили ме подсетивте на еден случај јавна соба, кој што јавноста наместо да осуди, имаше еден голем дел од јавноста кој што да ги осуди напаѓачите, сакам да кажам, оние кои што сторителите кои што вознемирува, ги осуди жртвите дека таа се експонирала под наводници во скопската нели комуникација жаргонска, сама си го барала. За жал таква ситуација пројде кај нас и не верувам дека нешто е сменато од перцепцијата. Сега она што ме загрижува е тоа што се спушта старосната граница од 12 до 30 години како најизложени. Тука ни се девојчињата кои што се постојано на социјалните мрежи, дали е тоа, не знам, некои социјални мрежи сега популарни како Snapchat, како Instagram и така натаму, како граѓаните да се заштитат од ваков тип на насилство, како тоа девојче да знае да исперцепира, да каже дома во најмала рака, родителите и дозволиле да има Snapchat, да биде дел од општеството, дел од групата, дел од врсниците. Клучно тука да се знае дека да, потребна е многу голема едукација меѓу младите во однос на тоа како да се заштитуваат на интернет, затоа што, како што рековме, нашиот живот веќе е таму, особено на младите. Меѓутоа, важно да се знае дека исто така овој тип на дела се казниви по закон. Јавна соба, убаво што ја споменавте, затоа што тоа беше, да речеме, причина кога се за да се воведат нови кривични дела во кривичниот законник, после тој случај, се воведоа демнење како кривично дело, вознемирување, вклучително и на интернет, и сега дел од овој тип на насилство, онлайн насилство, може да биде сторителите да бидат гонети според кривичниот законник. Иако се уште постојат одредени дела кои што би требало да се дополнат во кривичниот законник. Меѓутоа, клучно е тоа да се знае дека казниви се тие дела. Сторителите треба да го знаат тоа. Институциите даваат ли поддршка? Тука е најголемата недовара. Едно подпрашање, дали може, прашање со подпрашање, се знае ли кој е најчест напаѓач? Да, анкетите покажуваат дека... Бидејќи е родово базирано, чест мажите, секогаш, мислам, сторителите се мажи и многу често се мажи кои што ги познаваат жртвите. Значи, не секогаш е непознат сторител. Има непознати, меѓу често се исто така познати сторители. Се работи ли на обид на едукација на потенцијалните напаѓачи? Всушност, тоа е Ние сега зборуваме како девојчињата да се заштитат. Меѓутоа, дали се работи на обид на едукација на момчињата, како тие да се однесуваат? Не само момчињата, значи целта на вакви кампањи, каде сакаме да подигнеме свест, во суштина не е само да ги таргетираме жртвите, нели нивната свест да биде подигната. Како се случи, веќе може да биде и предоста. Апсолутно. Значи, тука целна група ни се и родителите, затоа што зборуваме дека нели веќе и младата популација е жртва на ваков тип на насилство. Целна група секако и во нашиот проект беше обуката на вработените во институциите. Првенствено Министерството за внатрешни работи, значи полицијата, таа е одговорна да биде првиот, нели, првата точка каде што може да се обрати било која жртва. И секако институциите кои што треба да дадат поддршка на жртвите за нивното повторно, нели, враќање во општеството и стекнувањето на доверба. Многу е важно да се избегне секундарна виктимизација. Затоа што кај нас убаво, нели, го лоциравме проблемот дека честопати и самите вработени во институциите кои што треба да им помогнат на жртвите не знаат како да се однесуваат. Ова што го спомнавте
како се коментирало нели за жртвите од јавна соба, на сличен начин се случува и полициските службеници да им се обратат на жртвите кои што доаѓаат да пријават. Може би затоа што има премал број на полицајци кои што може да се справат со потенцијалните напаѓачи. Затоа беше прашањето дали се работи на едукација на младата популација и машката која што ако во корен се сосече таквата појава ќе се намали процентот на потенцијални напаѓачи. Се извинувам, ќе се надополнам. Знаете што недостасува? Недостасува обука на институциите. Точно, тоа е земено во обзир и е дел од нашиот проект. Мора да споменеме дека кога зборуваме за родово базирано насилство, проблемот е многу комплексен и навистина бара работа во многу сегменти. Како што спомнавте, институции, едукација на млади, работа со момчиња, со мажи е клучно, нешто кое што навистина треба да работиме. Сега, меѓутоа, колку толку, мислам, ние во однос на родово базирано насилство има легислатива, постојат обуки, се работи многу време уназад на тоа, меѓутоа сега се соочуваме со еден нов тип на родово базирано насилство кој што нели ни носи предизвици и кој што верувајте овие форми што ги знаеме веројатно за неколку години ќе се сменат, ќе се воведат нови форми со нови технолошки комуникацијски уреди така натаму, со вештачката интелигенција, значи тоа дури не можеме да претпоставиме каков тип на нови насилства ќе се воведат. Сега, ние како држава и не само ние, на глобално ниво, државите се соочуваат сега со тој проблем дека веќе треба да се справуваме со овој тип на насилство, а нашите институции се уште не се спремни. И од аспект на ресурси, човечки ресурси, и од аспект технолошки, Емили знае подобро за тоа, сме многу малку спремни во однос на тоа. И сега тука бара многу работа. Значи да почнеме од институции, обука за тоа како треба да се однесуваат со жртвата. Прво да сватат дека ова се родово базирано насилство, дека бара посебен пристап кон жртвите. Па понатаму да работиме на тоа да самите институции ги спремиме да одговарат. Сервиси за самите жртви кои што не постојат моментално во државата. Како да се заштитат жртвите и пред се како да се превенира и тука клучно е едукацијата кај младите. Да се подига свеста со ваквите кампањи кои што ги правите вие. Во корен да се сосече проблемот, да не се случи проблемот, или да се намали процентот на потенцијално жртвите случаи. дека треба да пријават. Најважното. Значи, тоа е најважно, дека овој тип на насилство е казниво по закон. Значи, секој треба да биде свесен дека не треба да преќути, дека треба да пријави. Има канали во нели Cybercrime, има Каде да пријави? Пријавуваат во полиција. Полиција е местото каде што треба да се пријави и оно што е многу важно е вака како апел, нели, како специјалист за дигитализација, значи обезбедете докази. Принт скринови од комуникација, IP адреси од кои што сте нападнати. Значи тоа е многу важно. Значи не го бришете профилот, појдете во полиција, пријавете, они ќе ве обучат како да ги обезбедите овие докази за да имате постапка пред судот. Да не дојде до тоа. Да не дојде до тоа. Или што помалку да се соочуваме со такви ситуации. Благодариме на гостувањето.